Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Остануват уште неколку денови до новата 2025 година, почитувани слушатели. Токму затоа вечерашнава наша емисија ќе ја посветиме на новогодишната ноќ, но најпрво со блокот на соопштенија и реклами. Пред се да спомнам дека в недела на 5 јануари е празникот Свети Наум, а и Коледе, кога тој е посен ден, а исто така тогаш не се шие, не се пери и така натаму. Сите оние кои го носат името на Свети Наум, нека им е честито и среќно, а повелете во сите македонски православни цркви од 10 часот утрото на заедничката богослужба. Додиме со рекламниот блок и соопштенија. Дочекот на новата 2025 година ќе биде збогатен со познатиот солист од Македонија Зоран Ванев и музичарите Крис Димовски, Ник Стефановски, Лјупчо Тупановски и Душко Петковски. Вечер што ќе се памети, а ќе биде во големата сала на црквата Свети Климент Охридски во Торонто. Цената е $125, каде вклучено е 5 course meal и кеш бар. За влезни карти јавете се на 647 906 4058. Доколку имате потреба за печатење на бизнес карти или покани за роден ден и крштевки свадби, тука меѓу вас е Ацо Илиевски со телефон 416-358-2605. Но не само тоа. За вашите крштевки, роден ден и армаси, свадби слично, за да атмосферата биде пријатна и весела, оркестрот на Ацо и Смелја ќе допринесат за да имате незаборавена вечер. Телефонот е 416-358-2605. Македонската пак ракија е прочуена насекаде во светот, но фамилијата Петровски се погрижија да ја олеснат работата, така да овде отворија фирма за ракија. Квалитетна ракија, бела или жолта. Повелете, послужете ги вашите гости со македонска ракија од фирмата Петровски Спирит, а посебно за престојните празници за новата година, Божик, наша стара нова година, што ја викаме, односно Василица и така натаму. Телефонот е 905-708-3711. Токму и од фамилијата на Јордан Петровски, односно компанијата Петровски Спирит, како и од Аци Илиевски и Смилја Андоновска, емисијава ќе ја посветиме за новогодишната ноќ, а тие од се срце ви посакуваат среќна и просперитетна 2025 година. Па во продолжение со песна, хумор, смеја и веселба. Čekam vikend da mi dojde, puštam televizija, omamčaš i prava sofra, kako da su mejana. Ajde narode, da zapeme, ten pesna vesela, evluta rakija, melacina duša.
и да се опијам, дома сум дескитам, гледам мера, ајде народе, да запеме. Ден песна весела, емнута ракија, мерацина душава. И да се опијам, дома сум дескитам, гледам мера. Ете, ова е последната недела на нашата радиоемисија Глас од Македонија од старата 2024 година или поточно од оваа година. Годината ја испраќаме, но затоа пак да бидеме здрави, весели низ целата 2025 година. Па ајде сите наоро, а ние со срдечни желби и ќе ве поздравиме. За дочекот на новата година, некои се во друштво домашно, во ресторант, диско, некои како што е во големата сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски, каде ќе ги забавува познатиот солист Зоран Ванев, а редакцијата на Глас од Македонија ќе го одбележи овој ден на незината радио емисија со честитки, желби, хумор, песна и оро. Па нека ги да го заиграме орото велгошко заедно со сите вас. Да отпочнеме со председателката Гордана Силјановска-Давкова во овие предпразнични денови и низината порака за 2025 година.
Големата желба е полека да се движиме кон пристојна држава. Неголемата желба е оние од кои ми извира легитимитетот, граѓаните да почувствуваат дека има промени и да веруваат дека следната година ќе може да ја помнат само по добро. На сите да им посакам, значи, поубава година од најубавата претходна. Ние тоа го заслужуваме. Посебно да се грижиме за децата, за младите, за лицата со посебни потреби, за жените, исто така, бидејќи тие не биле инволвирани на клучни функции, што значи помалку биле изложени на опасности од корупција и слично, да градиме добри регионални односи, да се почитуваме, да се разбираме, да не се навредуваме, да водиме диалог со зборови, а не со навреди, и се разбира да си се почитуваме. Оваа држава била и може да биде пристојно место за живење. Ај среќна дали е новата година, ај среќна дали е новата година, ја би ја честитам од срце и душа, ја би ја честитам од срце и душа. Здрави весели, да ја дочекаме. Здрави весели, да ја дочекаме. Да ја дочекаме новата година. Да ја дочекаме новата година. Ја ви пожелувам среќа во животот. Ја ви пожелувам среќа во животот. Среќа во животот, радост во куќата. Среќа во животот, радост во куќата. Дигните чашите, да си наздравиме, да си наздравиме, да се напиеме, здрави и весели, да ја дочекаме, да ја дочекаме новата година. А јас пак, почитувани слушатели, во моје лично име и од семејството и од редакцијата на Глас од Македонија, би сакала од се срце да заблагодарам на сите оние кои индивидуално или друштвено или било организација или црква помогна за овој радиочас да продолжи еве како што е досега. Да им посакам, како што беше отпеано и во самата песна на Васка Илиева, но најдоброто здравје и радост во секоја куќа. Не може пак да помине новата година, а да биде без шега, па да отпочнеме и со шеги. Пред тоа да кажам дека после ова новогодишна честитка да се обратиме до најмладите, а и желби да им пожелиме во нивното школување и видни успеси, но
и на наши личности кои ќе бидат после тоа по школувањето да бидат видни личности на секое поле кои ќе ја красат Македонија. Токму да одиме и со детската песна. Да сум барем еден дедо мраз, па со санка да ви дојдам меѓу вас. Ќе биде генијално, ако тоа биде стварно. Сите желби ќе ги исполнам за час. Ќе биде генијално, ако тоа биде стварно. Сите желби ќе ги исполнам за час. Да можам да сум снегурка, светла нежна како детска насмевка. А од него да си летнеш и на дланка да ни светнеш. Сон во јаве ќе ви претворам за час. Баш ќе биде генијално, ако тоа биде стварно. Сите желби ќе ги исполнам за вас. Милион Светла нека горат лампиони и мелони. стара година ќе мине покрај нас. И со новата што иде, генијално ќе ни биде. Генијалци, Среќно да ни биде. Милион светла нека горат лампиони и мелони. стара година ќе мине покрај нас. И со новата што иде, генијално ќе ни биде. Генијалци, Среќно да ни биде. И со новата што иде, генијално ќе ни биде. генијалци, Среќно да ни биде. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Милион светла нека горат лампиони И мелони. стара година ќе мине покрај нас. И со новата што иде, генијално ќе ни биде. Генијалци, среќно да ни биде. И со новата што иде, генијално ќе ни биде. Генијалци, Среќно да ни биде. Генијалци, Среќно да ни биде. среќна нова година! Па среќна нека ни биде токму 2025 година, а ние да одиме со шегата за вас. Господине, што ќе кажете за... Чекај да ти раскажам што ми се случи вчера. Значи, ја уште не можам да се освестам од она што го видов. Вчера возам од центарна кај кисела вода. И тука кај Црвен крст нели има семафори, не работеа семафорите, полицаец регулира сообраќај. И сега полицајцов, како што му идем од центарна кај кисела вода, вика демек стоп. И сега треба да застанеме. И ја гледам што се дешава. Он вика, го поминува една кола, го поминува втора кола, го поминува на четврта не можеше да издржи, абе на средина ќе го испогазија. Каде бре, вика, каде? Гледате дека ви давам знак за стоп. Значи, порано, верувај ми, за ваков прекршок се взимаше возачка дозвола. Во денешно време ја третираме полицијата како што знам, како куклички да се. Срамота, не е во ред тоа. Добро, господине, што ќе кажете за Артан Груби и неговото ставање на црната листа? Лани ова време Артан Груби беше многу популарен во американската амбасада, нели Коридор 8, Бехтел и НК, ова, они сите тие работи, ама се сменија времињата. Дај ми го малце листот. Не можам да ви го дадам, тука ми се прашањата напишани. Дај ми го листот за да ти објаснам каква е американската политика. Американската политика е многу едноставна. Они тебе на почеток те форсираат. Ама ако почнеш да си тераш по твое, те гужваат како лист. Овака те гужваат. Тоа му се случи и на Бранко, и на Љупчо војводата, на Груевски, на Мерко, сега на Груби му се случи, на Анđушев и на сите нив. Пап ги ставија на црна листа. Што е исто така американската политика? Американската политика е додека играш како што свират, си добар. Ако почнеш да стануваш своеглав или да ќариш по некое евренце у джеб, они те ставаат на црна листа и не само тоа, туку те сецкаат на парченце. Вака. Цак, цак.
Голем поздрав до премиерот. Каква врска има премиерот со ова? Си го сакам човекот, а и мислам дека ќе ме разбере што сакам да кажам. Wow, covers. Od veselje ili žalost, aj što pije svak, Aj što piješ ti? a ja pijem od samajle, tako i mene rak. A ja pijem od samajle, tako i mene rak. Cel život lukujem, za drugo ne znam, za žene i vino Meraklija sam. Zato nemam kuću, spijem na sokak, još me ne napušta, daj pusti me rak. Zato nemam kuću, spijem na sokak, još me ne napušta, daj pusti me rak. Daj pusti me rak, žene si ljubija i vina si pija. Od rođenjem mene mije horoskopski znak. Golem Meraklija. Da milujem tuđe žene, tako i me merak. Da milujem tuđe žene, tako i me merak. Cijel život lupujem, za drugo ne znam, za žene i vino Meraklija sam. Zato nemam kuću, spijem na sokak, još me ne napušta, daj pusti me rak. Zato nemam kuću, spijem na sokak, još me ne napušta, daj pusti me rak. Meraklija, od uvek si bija, žene si ljubija i vina si pija. Ja ne živim kako drugi, nisam ja za brak. Si ti za brak. Ova žene nije merak, nego kućni prag. Ova žene nije merak, nego kućni prag. Cel život lupujem, za drugo ne znam, za žene i vino Meraklija sam.
zato je nemam kuću, spijem na sokak. Još me ne napušta, daj pusti me rak. Zato je nemam kuću, spijem na sokak. Još me ne napušta, daj pusti me rak. Cel život si bija, žene si ljubija. Интересна кумановска хумористична песна. Верувам дека знаете дека нов заменик секретар на НАТО е Ратмила Шекеринска од партијата на СДСМ. Токму тој нов заменик секретар на НАТО, Ратмила Шекеринска, кога била студент, еднаш мајки рекла да стави да се варат компири, па кога ќе дојде од работа мајка и да направи јадење. Ратмила Шекеринска го зела тенџерето, ставила компири и го поставила тенџерето на шпоретот. Едно време куќата се зачадила, а Шекеринска исплашена го тргнала тенџерето со компирите од шпоретот и се јавила на мајка и на работа. Мамо, овде се зачади куќава, а компирите изгореа. А мајка ја прашува, дали ти испари водата од тенџерето, а ти го пушти шпоретот на најсилна температура? А Ратмила Шекеринска рекла, јас не ставив никаква вода во тенџерето. Зарем требаше да ставам? Модерна си, имам жена, пријатели мој, граѓанка од добра куќа и од добар сој. Да е видиш, да се чудиш, да се исплашиш, леле, 3 дни далеку да бегаш, да не е сретниш. Да е видиш, да се чудиш, да се исплашиш, леле, 3 дни далеку да бегаш, да не е сретниш. Косата си зачешлала како скубана, како клачка накоштрена со стопилина. Да е видиш, да се чудиш, да се исплашиш, леле, 3 дни далеку да бегаш, да не е сретниш. Да е видиш, да се чудиш, да се исплашиш, леле, 3 дни далеку да бегаш, да не е сретниш, леле, плашино. Устата си намачкала, ока црвило, а на очи истурила силом мастило. Да е видиш, да се чудиш, да се исплашиш, леле, 3 дни далеку да бегаш, да не е сретниш. Да е видиш, да се чудиш, да се исплашиш, леле, 3 дни далеку да бегаш, да не е сретниш. Леле, чудо невидено. Како крпа да брсала на половина, фуста носи над колена, боли рамена. Да е видиш, да се чудиш, да се сплашиш, леле, 3 дни далеку да бегаш, да не е сретниш. Да е видиш, да се чудиш, да се исплашиш, леле, 3 дни далеку да бегаш, леле, леле, бегај, бегај, да не е сретниш. Влегува двајца грци во авион. Едниот седнува до прозорецот, а другиот на средината. До нив од страната на патеката седнува еден македонец. Тамам седнал македонецот, ги соблекол чевлите, се раскомотил и едниот грк вели: "Извинете, морам да одам да си земам кока-кола." А македонецот му вели: "Седи, пријателе, јас ќе ти донесам, да не се мачиш." Македонецот станува и оди, а гркот му го зема едниот чевел и му плука во него. Македонецот по кратко време се враќа со чаша кока-кола и тамам седнува другиот грк му вели: "Пријателе, и мене ми се припи кока-кола." Македонецот со насмевка: "Нема проблем, сега кога сме пријатели ќе ти донесам и тебе."
Што македонецот повторно оди, а вториот грк му плука во другиот чевел. Македонецот се враќа со чаша кока-кола и за него и најкултурно му ја дава. По некое време авионот слетува, македонецот си ги облекува чевлите и откако сваќа што му направилите грците, им вели: па добро бе, нели сме пријатели сега? Аеродромот го прекрстивме, автопатот, подпишавме понижувачки договор. До кога со вакви плукања во чевли и мочење во кока-кола? Но ќе дојде и нашето време, кога се што ни зедовте, ќе си го вратиме. А вие тогаш, дали пак ќе постоите, Господ знај, затоа што Господ гледа, Господ враќа. Кој како ќе си постеле, така и ќе си легне. А вие ни постела нема да имате, на камењата ќе спиете во постелијата. Ей, другари, ајде да направиме голем џумбуш ноќна да направиме. Животот е краток да живееме, ајде сите ноќва да запееме. Ей, другари, ајде да направиме голем џумбуш ноќва да направиме. Животот е краток да живееме, ајде сите ноќва да запееме. Ке пиеме цела ноќ, винце ти ми даваш чудна моќ. Ке пиеме и цел ден, секој ден за нас е велик ден. Ке пиеме цела ноќ, винце ти ми даваш чудна моќ. Ке пиеме и цел ден, секој ден за нас е велик ден. Мејанџике уште вино донеси, од главата црни мисли однеси. Да пиеме ние се до зорите, заинаед само на душманите. Мејанџике уште вино донеси, од главата црни мисли однеси. Да пиеме ние се до зорите, заинаед само на душманите. Ке пиеме цела ноќ, винце ти ми даваш чудна моќ. Ке пиеме и цел ден, секој ден за нас е велик ден. Ке пиеме цела ноќ, винце ти ми даваш чудна моќ. Ке пиеме и цел ден, секој ден за нас е велик ден. Ке пиеме цела ноќ, винце ти ми даваш чудна моќ. Ке пиеме и цел ден, секој ден за нас е велик ден. Ке пиеме цела ноќ, винце ти ми даваш чудна моќ. Ке пиеме и цел ден, секој ден за нас е велик ден. Ке пиеме цела ноќ, винце ти ми даваш чудна моќ. Ке пиеме и цел ден, секој ден за нас е велик ден. Ке пиеме цела ноќ, винце ти ми даваш чудна моќ. Ке пиеме и цел ден, секој ден за нас е велик ден. Мојот сопруг од секогаш имаше и се уште има желба, како што ние овде дојдовме да бидеме имигранти во овие западни држави, така и во нашата
држава во Македонија да доаѓаат од западните посебно земји, да доаѓаат да бидат имигранти. И навистина во последните години веќе и од Европа се дојдени да живеат и стануваат граѓани на Македонија, но и од Америка, од Австралија. Не зборувам за наши македонци, зборувам од други нации, како американци, австралијанци, германци, англичани и така натаму. Еден од нив ќе го представиме, а тоа е американец, токму во продолжение на нашава вечерашна емисија. С гостин ќе ни биде еден неверојатен лик. Се вика Николас Ди Карло. Има 44 години и е роден во Америка. Вие сте италијанец или? Не, сме сицилијанци, има разлика. Луѓе од Вевчани не се македонци, ние сме не сме италијанци. Значи од Сицилија сме ние. И половините од индијанците. Од таткова страна. Баба му била оригинал индијанка. Каде се родивте вие? Каде живеевте на почеток? Во Лос Анџелес, Калифорнија. Близко до Лос Анџелес, да речеме Сими Вали и после во Аризона, во Меса, Чендлер и вака. И во Германија неколку години. Да, насекаде сум. Нашиот Николас е полиглот прва класа. Сега ќе слушнете колку јазици зборува. Ако пијам вино, ако не пијам вино, ако пијам повеќе вино, може подобро италијански да зборувам. Моментално македонски ми е појако од италијански. Да. Значи италијански, македонски, знаете српски ако не се лажам, англиски, германски. Германски, холандски, африкански, јидиш знам малку, да читам и учам сега грчки. Сигурно се прашувате што е по вокација овој човек. Доктор на германски јазици на UCLA во Америка. Бе една година во Австрија во школа и после работи 2 години на факултет во Регенсбург. Во Германија? Да. Сега сум професор по германски на 2 факултети во Америка и работам понекогаш со Манов за лектирање за трудови што имат. Предавањата ги држи онлайн и тоа директно од Скопје. Сега ќе чуете како нашиот херој се запознал со Балканот. Тоа било во далечната 2008 година. Најпрво отишол во Србија. Сака да он загуча. И има пријател таму у Београд каде живеев и ми рече зошто не одиш за Македонија? Не знам ништо за Македонија, знам дека постои, ама не знам многу. Имам пријател таму во Велес, оди кај него ке спиеш еден викенд само. Добро, отиде за Македонија и 5 дена бев тука и се врти за Србија. Му се бендисало во нашиве краишта, па 2017 година станува дел од мировниот корпус и доаѓа во Македонија. Каде точно дојдовте во Македонија? Каде точно беше во Кочани, ама пред Кочани бев 10 недели во Лозово, една прекрасна баба и секој ден ја помогнав со работа во нива. Моето омилен спомен од незе беше скубени на прас. Не каже, Никола, не може да се скубам повеќе прас, многу ми боли кича, можеш чисат. Так. Секој поред. Тоа ми беше прекрасно. И после тоа бев во Кочани 2 години и работав таму во гимназија. Во Кочани бил гимназиски професор по англиски јазик. По часовите бесплатно им предавал германски на професорите и заинтересираните ученици. Нашиот Ди Карло решил да го среди дворот на училиштето и бистите кои биле валкани. На почеток вака му коментирале. Джабе чистиш. Зашто деца ке прават лом после. Ама деца ми кажат фала. Супер изгледа сега. Вие заслужавате да имате убав простор за учење и ние како професори заслужуваме да имаме убав простор за работа. Не ли ви се лутеа колегите, ајде бе сега ќе ни отвараш работа, сега ќе треба и ние да чистиме со тебе? Понекогаш имаше вакви, ама слушав од другите дека беше убава работа, тоа ми мотивираше да го работам повеќе. Значи, не правам од инат, правам тоа од љубов, од страст, да споделам нешто со другите. Имам општенство корисни работи за сите. И да бидам пример за младите. Љубов и страст. Кога сме на оваа тема, Николас во Скопје ја наоѓа и љубовта на својот живот, мадам Сузане Фазлие Ди Карло. Останавте во Македонија, тука се оженивте? Да, се оженив со една жена. Колку години? Од 2018 се познаеме и се земе пред 2 години. Да. Честитки. Фала. Убаво ми е. Не може да најде некоја друга жена која сака да ми трпи со толку инструменти што имам и колку имам дозвола, отам во гаража и вежбам туба. Во гаража вежбам? Во гаража, да, од почи кон други комши на жена ми, за да не ги нервирам со долги, длабоки тонови.
На колку инструменти знаете да свирите? Да речеме сите блех инструменти, освен тромбон, не сакам цугови. Значи труба, туба, баритон, серпент, лезарден, кларинет знам малку, саксофон знам, флета, сега учам кавал и овој чуден инструмент офеклед, што донесав од Америка. Значи блех музика. Офеглайдер. Офеклайд. Значи змија со клучови се, значи тоа. Значи, заменик туби сум за опора балет и ми се јават кога тој не може да свири, јас ке доагам. И свирам тука и таму. Член е на културно-уметничкото друштво Владо Тасевски. Со Владо Тасевски свирам на кавал, а понекогаш свирам со градскиот оркестар на баритон и во Куманово свирам на градскиот исто, на труба. За опера балет свирам на туба и за Brass Brothers свирам исто на туба. И кој сака да каже, Ник, може ти хорна да свириш? Ке свирам хорна. Дај ми инструмент, ке свирам. Сакам само да споделам страста на музика со сите. Свирите за хонорар или онак? Со опера балета, со другите не. Чисто од душа. Да, чисто од душа. Човек треба да прави тоа што сака да прави. Нема гаде за пари. Пари ке доаѓа. Пасија број 3. Возови. Ди Карло често го посетува музеот на возови, што се наоѓа под железничката станица. Човеку, има ли крај на твојата неверојатна жет за живот? Нормално е, при крајот на муабетов, да го прашам Николас што мисли за нашиот менталитет. Вие сте луѓе како секој човек во светот. Значи, само малку плашете да покажете што сакате. Што е во срцето сплашете. Има луѓе кои не се плашат да покажат кој си. И не е битно само да има пари, битно е да имаш нешто што сакаш многу, да имаш страст, да имаш нешто срце што сакаш да споделиш со другите. Тоа е најбитно. И тоа ми фала малку тука. Оти во Америка има, во Германија имаше, во Австрија има, да има повеќе акции, за да покажеме на другите, ајде, не си сам. Ако ти сакаш што да правиш, прави тоа, јас ќе те поддржувам исто. Може има едно дете кој сака да учи флета. И тато и мајка каже, ти флета нема шанса, ќе учиш, не знам, германски и после бизнес. Ама сакам да учам флета, сакам да бидам музичар или сакам да играм нешто. Нека прави тоа што сака. И среќа ќе дојде. Да внимавате со тоа што имате сега. Оти само една Македонија има. И ако не го чувате, што ќе има после? Ја чуваме ли? Понекогаш не. Гледам дека има џубре и луѓе фрлат џубре долу и бевме еднаш во Охридско езеро и имаше човек кој фрлачи џубур во езерото. Како може да биде вака? Ова е вашата земја. Прекрасна земја е тоа. И прекрасна култура, и музика, и јазик имате. Чувај да ги работи што имате. Така ќе ги изгубите се. Тоа е. Затоа многу ми е тажно. Планови за иднината? Моментално останеме тука. Имаме стан, купиме стан, не сакам да тргнем од никаде. Оти цел живот сум на пат некаде. 7 години живам во Македонија, тоа е најдолг време за мен да живам некаде. Што ми имаме невикеница некаде, ќе останеме цел живот тука. А сакам да купам чимбасо, ото и во Македонија нема чимбасо, има потреба за чимбасо во Опора Балет. И ако може ја терам жена ми да одме за Рим да купам чимбасо, ќе купиме чимбасо. Моментално ми каже немаме место за чимбасо со туби, со тоа е натаму, има само 60 квадрати. Ама може ќе купам, не знам, со среќа, да. И не знам што ми треба друго. Имаме кафани, имаме музика, имам жена, имам инструменти, има возови, има музеј, што ми треба друго? Професор по германски јазик, полиглот, музичар, истражител на возови, човек што љуби и живее од страст. Николас Ди Карло, еден и единствен. На Бога камења
pesme frulale od drugih poveke, ne sme grešele, zojena nadeš, za troška ljubov, za malku sreća, žive me. Pesmi, stihovi, celi fermani, noći nespani, solzi soleni, zojena nadež, za troška ljubov, za malku sreća, žive me. Čupnivo drvo, istina je, na dole prole živi smo. Čupnivo drvo, čupni tripati, zajedno da smejasiti. Kako dečinja v krevet kušnati, ne stanува me, a već pade. To je ona, ova je to, to je to, to je sve. Čupnivo drvo, istina je, na dole prole živi sve. Čupnivo drvo, čupni tripati, zajedno da smejasiti. Басо, моментално ми каже, немаме место за чимбасо со туби, со тоа е натомо, има само 60 квадрати. Ама може ке купам, не знам, со среќа, да. И не знам што ми треба друго. Имаме кафани, имаме музика, имам жена, имам инструменти, има возови, има музеј, што ми треба друго? И еве, ближејќи се и последните денови од уште една година, 2024, а ние стануваме и постари во новата година, сепак во полноќните минути од 12 часот да упатам наискрени желби за престојните празници. Нека новата 2025 година биде исполнета во добро здравје, среќа, успех, а и љубов меѓу нас. Нека секој ден носи радосни настани и исполнување на нашите желби. Она што сме го доживеале во старата 2024 година, па и во изминатите години со мали или поголеми проблеми, провоцирани и несакани работи, нека сето тоа те потсети дека си јак и силен човек, силна особа, но и способна да се соочиш со се што животот ти носи. Ви посакувам, почитувани сонародници, мирни и топли моменти
пријатни моменти со оние кои ги сакате, а секој едно семејство да биде исполнето во радост, смеја и се што е најубаво. Успех на вработените и учениците и студентите, а во личниот живот да стварате значајни работи за животот, зашто животот те прави посебен. Со ваквите желби, нека нашата Македонија во 2025 година отпочне со победи врз сите неправди, за да таа повторно го врати своето старо руво, но како целокупна Македонија, заедно со своите Македонија на македонците, заедно со сите малцинства кои се лојални на нашата држава. Ќе завршам со поезија на познатиот писател Петре М. Андреевски, меѓу кои вели: ако сакаш да стасаш во Македонија, тргни по сонцето. Ако сакаш да ја видиш Македонија, стави го сонцето во обете очи. Ако ја сакаш, ако толку многу ја сакаш Македонија од дното на сопствената душа, никој пат не испуштај го сонцето од око. Среќна нова 2025 година, почитувани сонародници. Sreća čuda pravi me i na kantar se ne stava me, luđe sme altani, sovera ljubov nadeš kako deca rasteni, godini si kine me, za brat i drugar prvi maški gine me. Život balkanski, taka je ponašinski, so duša se, baš takvi smesi Makedonci te. Merak život balkanski, taka je ponašinski, so srce se, do stoli jedna ne se žive. To se til, toj što ne bil mnogo ispuštil, skrmete mejani, vi idat naši dobri kosti, žedni spomeni, keflijski se družime, na jeden život nije česno služime. Život balkanski, taka je ponašinski, so duša se, baš takvi smesi Makedonci te. Merak život balkanski, taka je ponašinski, so srce se, do stoji jedna ne se žive. Život balkanski, taka je ponašinski, so duša se, baš takvi sme.
srce se dostoji jedna ne se žive. Ова наше издание на Радио Час од Глас од Македонија ќе го завршиме со големата и искрена благодарност што другарувавте заедно со нас, а се надевам дека ви исполнивме дел од вашите очекување во оваа емисија, која, како и другите радиоемисии, ги поставуваме на YouTube под The Voice of Macedonia, а од вас бараме да кликнете на subscribe. Посакувајќи ви пријатна седница, слушајте ни идната недела од 6 часот попладне, кога повторно ќе се јавиме директно во вашите домови со гласот, со зборот и песната од Македонија, преку брановата должина на CMR радиостаницата и брановата должина 101.3 FM. Вашиот уредник и водител на Радио Час од Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.